Младински центар Кавадарци, место каде што младите од нашиот град си го наоѓаат своето катче на најразноразни начини, место што ги спои, што ги обедини младинските организации од нашиот град, од калибарот на СППМД, Креактив и останатите. Ѓорѓе Нанчев е еден од секојаш дежурните виновници за ваквото нешто. Што е младински центар? Што прави, како прави, каде го прави, каде се наоѓа, кој се може да биде дел од младинската? Фул информација. Значи. Фул. Добро, значи првично сакам да ви кажам благодарам што дојдовте во младинскиот центар Кавадарци, кој се наоѓа на последен спрат над библиотеката, значи последен спрат, последните простори, односно последните канцелари, тука се наоѓа младинскиот центар. Првично сакам да кажам за младинскиот центар, како што кажа, ги обедини двете младински организации од Кавадарци или организациите кои работат со млади, тоа е Советот за превентива против малолетничка деликвенција и Креактив, Сдруженијето за млади Креактив. Буквално тие две организации од Кавадарци, ајде не претерам, некаде околу 10 до 12 години се бориме за еден ваков младински центар и може да кажеме со изгласување на законот за млади, кој беше изгласан законот за млади, е предвидено во секоја општина да има по еден младински центар. Сега тука ние бевме како еден град и со организации кои сме, може да кажеме, едни од поактивните во полето на млади и бевме одбрани како 3 града за пилот проект да се отворат младински центри со значи не само општината која финансира дел, туку и како мала помош да има и од Агенција за млади и спорт. Кои 3 града спомна, 3 града? Да, првично беа 3 града, Кавадарци, Тетово, Кавадарци, Куманово и Битола, но потоа се вклучи и Велес, но за некоја пошто има тука преговарање, договарање со општината да се најде правичен простор, бидејќи младинскиот центар како младински центар не е само канцеларија и да има еден лаптоп и еден принтер, нели? Се бараа места, голема среќа ние што имаме нашата општина и градоначалникот и претходниот состав на советниците си, тие го доделја овој простор кој се наоѓа над библиотеката. Просторот не беше користен можеби 2-3 години, но сега што гледате во ново руво да кажеме, буквално за младите, а останатите градови Битола ништо пропадна, Куманово отворија и тие, но можеме да се пофалиме како Кавадарци. Во Кавадарци е отворен првиот младински центар според законот за млади и со сите тертипи како треба да оде. Со буџет, со активности, со сите тие работи, првиот младински центар е во Кавадарци. И сега, што е тоа што младите може да го прават во овој младински центар? Многу работи. Значи, активностите на младинскиот центар се така распределени да имаме, моментално имаме позади тебе, нашите гледачи не може да го фатат тоа, има едно катче, значи, буквално како дневна соба е, буквално младите да се осетат како да се собрани како кај некого дома и да уживаат, да споделуваат своји идеи за нешто, да измислат своите идеи, да ги произнесат и ред други работи. Имаме како мало шанче, како мала кујничка да кажеме. Тука младите конзумираат чајче, сокче во слободно време, а исто таа мала кујничка ни ги користи за кога имаме поголеми активности, односно секој ден кога ги имаме работилниците, там се спремат да речеме кафења, вода, сокче за сите учесници кои се на работилниците. И имаме ево позадина како што гледате едно катче со компјутери каде што младите може да се обучуваат за некакви активности, примерно, не знам, изработка
или попълнување на некакви апликации, или ако треба да напишат некоја семинарска или ред други работи, тие може да ги користат тие работи. Тука може да ги поздравиме Донирај компјутер, Борче Стаменов што е, тој ни има донирано, значи, како што кажав, ние сме се уште млад младински центар, отворени сме во јули месец, еве, крајот на ноември сме, почнува декември, тоа ќе биде 6-тиот месец од кој работиме и може се пофалиме со преку 250 млади кои го посетуваат овој младински центар од сите основни школи и сите, односно трите средни школи што се во Кавадарци. И сега дури имаме за пофалба, може да кажеме, дури имаме и млади од соседните општини, од Неготино и од Росуман ни доаѓаат за некои активности, стрикно, примерно, дали за гитара или нешто, али понатаки ќе зборуваме за активностите. Сега, имате ли заемна соработка на релација, да речеме, Совет за превентива против малечка деликвенција и Креатив? Имат ли тие нивни активности, вие ваши или како одат тие работи? Тоа е најубавиот и најинтересниот момент, каде што двете младински организации, уште кога се отвори во јули младинскиот центар, нели, летен период, сите се побаби на одмори, на таки наваки, ние ги издруживме силите, сите волонтери ги собравме тука, најактивните кои што се, и со нив почнавме да организираме некакви активности. Значи, младинскиот центар си има програма која работи за целите за младите. А тука се волонтерите од Советот за превентива против малолетничка деликвенција и волонтерите од Сдружение на млади Креатив, кои заедно работиме, а плюс ги имаме заеднички, плюс имаме и наши проекти, каде буквално се вклучени сите млади. Тоа е интересниот момент, нема Креатив има активности или СППМД има активности, како организации си постојат, си функционираме паралелно, али кога се работи за младите во нашиот град, сме сплотени и сме заедно. Карикираме малку и да ти помогна во објаснувањето, значи на некој начин во проектот на Совет за превентива наречен Hate Speech, да, од јули можеме слободно да кажеме дека се вклучени младите од Креатив, или? Ние го кажуваме, значи, ако го води проектот, ајде сега како што кажа, против говорот на омрза или no hate, hate speech, што е, значи ние викаме активности во младинскиот центар, предводени од Советот за превентива против малолетничка деликвенција. Или еве сега заврши вториот состанок од еден проект што го имаат Креатив, Сдруженијето Креатив, и таму беа вклучени млади исто од Кавадарци, али тоа се активности на кои што ги води Креатив, али во младинскиот центар, и тоа се сепак активности на младинскиот центар. Без разлика кој ги води. Да. Ти треба ли подсетник да ми ги наброиш буквално сите работилници, активности што се работат во младинскиот центар, или ги памтиш? Не треба подсетник, пошто за еден ваков младински центар, како што кажав, еве 10-12 години веќе се бориме. Значи и луѓето од Креатив и ние како од СППМД и доста млади што сме ги пуштили како организации во претходниот период, што биле во други држави, што гледале како функционираат таму младинските центри, заедно направивме една прекрасна програма и така да не ми е потребно, пошто ги знам, еве денеска че имаме креативно катче, значи тука младите изработуваат различни работи, цртаат, прават некои фигури, еве у позадина уште стоат сликите од Халовин, кај што изработуваа младите некои фигури за Халовин. Имаме курсови по гитара, тука може да се пофалиме со нашиот волонтер Димитар, кој од еден курс се раздвои на две групи, бидејќи групата е малце поголема. Имаме курсови за јазици, турски,
и италиански, но италианскиот моментално го прекинавме, бидејќи волонтерот кој ја водеше активноста мораше да отиде да се врати во Италија да ги среди документите за виза. Имаме активности од слободно време. Тие активности ги работат младинскиот клуб. Веќе имаме младински клуб формирано во склоп на младинскиот центар Кавадарци. Тој младински клуб има секој понеделник состанок и организираат активности за цела недела. За цела недела кај што се одбележуваат интернационални денови, филмски вечери, бидејќи немаме кино, а на младите доста му фали кино, организираме филмски вечери, значи во просторијата се гледат филмови. Имаме музички работилници, одвоено од работилницата за гитара што е. Имаме музички работилници буквално за младите кои сакаат. Тука малце работиме на хип-хоп делот и тие се малце тематски работилници против говорот на омрза или gender equality, односно родова рамноправност. Тиктокери, оно што се смееве малце пред да почне. Не, тиктокери рано име за тиктокери. Едноставно во овој младински центар ги учиме младите и ако го користат слободното време за седење на телефон или на интернет општо да кажеме, да го користат рационално или кога објавуваат видеа, тоа ни е една и работилниците за видеа. Имаме работилница за кратки видеа, имаме работилница за филмови, каде што работилницата за филм е работилница стрикно за филм, како се снима, како се режира, сите тие буквално за филм, а за работилниците за кратки видеа се буквално младите да разберат кога објавуваат нешто на интернет, да знаат што е добро, што е лошо да се објавува и што е добро и што е лошо да се гледа, за да се зима како пример. Како што кажав, имаме и работилница за фотографија. Тука исто младите во Младинскиот центар работат за изучување како се изготвува фотографија и понекогаш им даваме различни теми, како говор на омрза, gender equality или слободни теми, и тие изработуваат фотографии, па здравие во некој близок период може да направиме и една кратка изложба и тогаш би не посетиле. Морам да те прашам, бидејќи сум живо заинтересиран баш на таа тема, организирате ли, што знам, предавања или работилници каде што се обработуваат теми кои што се на некој начин ги притискаат младите или ги интересираат младите, па да организирате една вид интерактивна работилница? Да, за тоа може да се пофалиме, имаме од младинскиот клуб во понеделник кој ги ствара работилниците, односно го исполнува делот од слободни активности кои ги имаме во младинскиот центар. Понекогаш организираат, значи тие филмски вечери не се само филмски вечери да се изгледа филмот, да се изедат поканички, да се искулира што викат младите. Тука едноставно после секој филм се организира и дебата каде се разговара на темата за филмот. Тоа беше буквално што ги засега младите. Едноставно и има доста активности во летниот период, да кажеме, доста млади, нели, време на пандемија е, се собираме тука, али сами си организираа излети, мислам сами, али со поддршка на одговорните тука во Младинскиот центар, од мене и од Џокито од Креатив. Значи си организира излети, активности надвор. Еве сега имам и неколку соработки со некои други организации, фондации и така. Дали организирате и натаму размена на ваши членови, ги праќате ли во другите држави, што знам, како што го правеше СПП, да речем во Швајцарија и така натаму? Да. Значи еве у минатиот период имавме како организација, значи тоа више го кажуваме како младински центар, имаме пратено преку 14 млади, Италија, Србија, Босна имаше, сега моментално имаме за Швајцарија пуштено од Кавадарци 14-15 деца. Исто еве што ме праша, денеска имавме, ти викам, завршниот
завршниот состанок или поточно вториот состанок Креатив што се водат имаше странци од Франција, од Словенија мислам, не ме фаќите за збор. Значи нон-стоп се придвижуваат тие размени, обуки, тренинзи со странци и плюс може да се пофалиме, нели кога кажав, и сега кога ме праша, моментално во Младинскиот центар имаме двајца волонтери. Това ви беше наравното прашање. Така, имаме двајца волонтери од Ирска, кои работат исто со младите. Они исто и они доаѓаат од некои младински центри од Ирска, каде нивното знаење, нашето знаење го пренесуваме, учиме. Италијанецот од која организација? Италијанецот преку Креатив, нели? Да, италијанецот беше преку Креатив, али он бил, тоа е интересна приказка, он бил ИВС, значи волонтер пред 2 години, мислам, овдека, во Кавадарци, и млад италијанецот, или италијанецот си има име Лоренцо, значи Лоренцо после 2 години се врати тука, без никаква финансиска поддршка, едноставно сакаше да го сподели своето знаење и да научи нешто плюс од сите работи што се прават овде во Младинскиот центар. Сега да те прашам уште нешто, дали Младинскиот центар организира, што знам, посети, екскурзии, од што знам, по музеи, по вакви музеи, такви музеи, вински музеи. Сега, доста добро прашање. Значи, пошто уште сме млади како Младински центар, уште немаме направено некои такви активности, али во следната година 2021 ние сакаме да направиме една соработка. Нека остане тоа мала тајна, со малце да вклучиме поише повозрастни луѓе од Кавадарци. Имаме соработка моментално со Францускиот институт. Од наредната недела ќе се проектираат 2 филмови, француски филмови, едниот е представен предпоставам по повод деновите на франкофонијата. Да, и тие не викнаа, бидејќи многу такви амбасади или институции, или не знам како да ги кажам, почнаа да се заинтересираат за младинските центри. А пошто сме првиот младински центар и доста општини зимаат пример од нас, и со тоа сме многу, стварно сме многу горди. Еве, како што кажав, од Францускиот институт, че имаме наредната недела од понеделник до четврток активности. Значи младите кои го изучуваат францускиот јазик ќе присуствуваат на тие работилници, тие се тематски работилници со гледање на филма, потоа со дебатирање и работилници на самата тема од филмот која е. Сега за крај морам да те прашам уште ова. Каква ви е соработката на релација родители-деца? Мислам, конкретно родители на децата кои што ги посетуваат младинските центри. Доаѓаат ли да видат, да речат, чек да видиме моето дете кај оди, што прави? Да си има десено дури баш на самиот почеток. Да, дефинитивно. Дел од родителите знаат, дел не знаат, че се јават, или самото дете кој ќе дојде во Младинскиот центар е на кои човеци, нели, туку у Кавадарци, шо, како, ваму, наму, па за пријател ќе прифане на Фейсбук, родителот ќе направиш една комуникација, некои доаѓаат, баш имаше една интересна случка, имавме работилница за јавно говорење и младите кои ги спрема текстовите, нели, имавме дадено временски период за колку време треба да зборуваат и такви ствари, и у тој период дојдоа родители со млади деца. Со нивните деца, си седна, останаа вчудо невидени, интересно му беше, така да има и родители, дури има некои од родителите се вклучуваат, пошто, нели, што ви кажав, имаме различни качиња во самиот Младински центар, имаме и една мала библиотека, дури имаме
Сега сакаме малце да прошириме, пошто таа библиотека ни е само на англиски јазик, имаме книги на македонски јазик, еве некои од родителите ни донираат некои книги, еве правиме некои соработка и со Францускиот институт и француски книги, една мала библиотекичка да направиме во Младинскиот центар и така. И кој се може да биде член на Младинскиот центар? Секој млад или што се чувствува како млад. Значи, Ако не може да биде од како 10 учесник, до 90. па не од 10, барем нека има 12 години, бидејќи така не е прилагодена и програмата, од 12 години па нагоре, после 18 години, ако има некои скилови вештини, може па и да организира некакви работилници за самите млади и така. Имаме че извиниш, имаме и спортски активности. За спортските активности организираме турнир, скоро секоја недела организираме турнир у пинг-понг. Каде? Тука, еве, сега кај што седиме, цела просторија се пренаменува за пинг-понг, имаме табла за пинг-понг. Само пинг-понг. Само пинг-понг. Шахисти немате. Табладжии немате. Уште немаме. Пикадо гледам имате, ама очигледно немате пикадисти. Пикадисти немаме, али за шах и за табла уште немаме реквизити, така да ако има некој добронамерен, па нека понуде нешто. Сакав уште да те прашам од колку до колку и кои денови е отворен Младинскиот центар? Да, значи Младинскиот центар кога го отворивме работеше двократно, али видовме какви се потребите на младите и функционираме од 2 часот, тоа од 14 до 9-9:30 во зависност од активностите. Ако рече 14, тоа е 21:30. Да, 21, да. Да не помислам служи цел нощ тука па до сме тоа. од 14 до 21, али се останува по потреба некогаш плюс уште половина час. Отворени сме секој ден од понеделник до сабота. Освен сабота отвараме во 16 до 21. Ѓорѓе Лазов е дел од тимот на Младинскиот центар. Во изминатиот период вие имате еден конкурс за лого на Младинскиот центар. Ако не се лажам, ајде да ми кажеш нешто повеќе околу самиот тој конкурс, околу самото тоа што треба да достават младите, какви идејни решенија и така натаму. Да. Па вака, со отварањето на Младинскиот центар, ние исто објавивме конкурс за лого, кое што ќе представува визуелно Младинскиот центар. Сега на конкурсот имаше едно правило дека треба да биде млад човек од 18 до 29 години и да биде од Кавадарци, да биде локалец наш. На конкурсот имаше пријавено многу логоа, но ние на крај се одлучивме заедно со советување од младите кои што се во Младинскиот центар, кои што доаѓаат дневно, сите гласа и на крајот се одлучивме за логото на Милан Димитриев. Значи логото на Милан Димитриев всушност ќе биде новото лого на Младинскиот центар. Да. Има некоја награда за авторот? Да, има награда. Така символична сума од 6000 денари за автор. Да, за авторот на лого. И сега кажеме кај ќе го користите тоа лого? Ќе се прават некои посебни, што знам, плакати или знамиња или? Да, па логото се користи за визуелно представување на Младинскиот центар при постери, при промоција на социјални медии и така натаму. Едноставно да се знае, ако се види логото, одмah да се знае дека тоа е дел од Младинскиот центар, било каде. Милан Димитриев не знае, ама јас ќе му кажам. Дали знаеш дека твоето идејно решение за лого на Младинскиот центар е избрано? Па да, ми спомнаа пред некоја ден. Ама ти спомна? Да. А знаеш дека има и награда за тоа? Да, знам, имаше објавено на конкурсот уште кога го објавија самиот конкурс, тоест имаше награда од 100 евра. Мои совети е да си потроиш парите пред да гледат твоите емисијата, така да има повеќе за тебе. Не, ќе ги чуваме. Кажи ми, што конкретно има во твоето лого? Односно, што е тоа што... Па има едно креативно решение за
за како целокупно би го представиле центарот со еден символ. А символот е? Па символот е, како да го, не го носам да ви го покажам, па е форми во главно правоаголнести форми со заоблени крајчиња, не толку остри, сепак да покажеме некое заедништво, некоја пристапност. Не можам точно вака да ви ги отцртам. Го имаме ние во електронска форма, не Е, се па секре. супер, ќе го покажете тоа таму кога ќе треба. Углавно логото се... Која ти беше идејата со тие правоаголности форми? Па едноставно ги видов како начин да го представам центарот, пошто и кога дојдив тука, кога истажува, се ми беше така коцкасто, се ми беше правоаголнесто, самиот хол е некаков таков, сакав да го Тачно, сакав да го доловам цел амбиент на центарот, сликав, правев, значи собирав правилно, така се пристапува на еден лого дизајн, на 80% е истражување, 20% е самиот процес на дизајнирање. Значи боите исто така се контрасни. Имаме жолта боја која што е така силна, јака, вибрантна. Сина? И другата не е сина, туку е лилјакова, накава да речке, ама не знам како, лилава ли ќе дојде, не знам точно, али тие две бои се контрасти, пошто нели мора да има некој баланс, не може се да биде апсолутно на некој начин, не е тоа начинот. А вие имате едно име тука во Младинскиот центар што е Баланс. Името е Џоко, без разлика дали е едниот или другиот. Па да, може така да ги наречеш, балансират. Џоко и Џоко Балансери. Џоа две жълти бои да балансирате. Како во Не, едниот е жолта боја, другиот е она лилјакова. Лилјакова, да. Со што се занимаваш, учиш каде? Па, може многу луѓе ме знаат, ја правим се прослави во Каварици како диџеј, пуштав музика оде по Хрватска, наму сега со короната малце тоа е паднато, ама има еве сега пак сама, јас едноставно немам виќе жар да пуштам музика, едноставно не гледам. Че си дојде тоа пак само, не го форсирам или ништо, моментално како почна короната завршив Академија за графички дизајн и сега се фокусирам повеќе на тоа, значи работам онлайн и плюс сум многу повеќе цела енергија што одеше на диџејство, ја пременив на музичка продукција и исто така брзо прогресирам како што бев и у диџеј смерот. Значи за кратко време достигнувам брзи цели, големи цели и сум чисто задоволен. Слушај, еден совет од повозрасен. Ајде. Јас се надевам дека се ќе ти биде така брзо во животот, брзо, само да не биде она брзата кучка слепи ги раѓа. И тоа важи, тоа и ќе го кажев, не треба брзо, треба ефикасно и брзо, ама некојаш треба да се одморе, не е сетау да брзо. Некојаш треба и ручно да кренеш. Треба и ручно, точно, оти секојаш има некој 10 годишно дете што е подобро од тебе у тоа што работиш. Јас бидејќи Џоко не гледа, јас само ќе те прашам, дали ти понудил Џоко да држиш некоја работилница конкретно за графички дизајн, Па имаше било што? пред тоа за време на короната имаше некој сакаше он да прави некој проектче кај што децата можеме да ги учиме Photoshop и Illustrator. Јас му спомнав нешто за диџеј, ама не мислам дека е уште децата нема заинтересираност толку за диџеј да видиш, треба да го имаш тоа во себе. Не се учи. Не, се учи, дефинитивно. Јас го научив, се учи, само колку Ама ако го немаш во себе, џабе ти не мислам тоа. Тоа е многу уште пред кажување некако, ако го немаш. Не, може ти ќе бидиш пак некој диџеј, али за да бидиш најдобар у нешто, треба да го правиш од 9 годинки и да го правиш цело време и на 20 години да биде тоа најјако, на некој начин. Или ќе правиш едно нешто најубаво и ќе бидиш добро платен за тоа, или ќе правиш 10 работи кои ќе ги правиш окей. И ќе викаш на крај нема пари. Може би ќе викаш, може и ќе има, али не се знае, зависи од многу варијабили има, али углавно ако сакаш да бидеш најдобар у нешто, треба да се фокусираш само на тоа, исто како што го правиш со диџејството. Значи се што имав ја буквално 12 сата у дента правев тоа, слушав музика само и истражував, правев, градев датотеки, сортирав, ги разбирав правците
И можев со тоа дополнително да се изразам конкретно за одредена ситуација. Што и тоа е малце у тие моменти тешко да го доловиш како сега би се изразил, тука едноставно е момент, си викаш таа ми е позната малце, таа сега ќе легне на цела атмосфера. Не е и така планско нешто. Туку е едноставно перцептивно, осетливо. Милан, убаво да си ги потрошиш парите што ќе ти ги дадат. Фала. И јас се надам ќе се гледаме уште во многу ситуации, без разлика дали во рамките на младинскиот центар, без разлика дали вака приватно, еве сега спомнам нешто таму музичка продукција, под кај знаеме нешто. Че има песни, че има графички дизајни, такви работи, Не идејни стоиме решенија. уместо битно. Да не стои што е најбитно. И толку. Фала и до центарот, фала до вас. Поздрав до сите што ќе го гледат воа. Поздрав и од мене. Поздрав. Фала и од мене. Да сте ми здрави и живи. Дојдете во младинскиот центар. Ова важи за оние помладите, но и за сите што се чувствуваат млади, како што рече Ѓорѓе Намчев. Арлена Гостимировиќ е исто така дел од младинскиот центар. И еве ќе оставам, бидејќи ја многу зборам, сама да ни каже кои работилници ги води овде во центарот. Јас водам само една работилница, иако сум дел од други. Водам уметничко катче, тоа е младите може да дојдат креативно да работат, да изразат својата креативност. Имаме разни работилници од дримкетчери до белегзи, до начини како може да си го напишат името, скроз било што може да биде Се што на некој начин е поврзано со уметноста, бидејќи уметничко катче, нели? Да, и најшарено, најлудо што може да се изразат. Значи, се изработува еден вид накид. Може Белези, накид да така? биде, да. Денес, например, ќе правиме стенсили за евент што ќе се одржува на 5 декември, за денот на волонтерството. Стенсили ќе бидат како шаблони за со спреј да може да прскат врзе. Цртаат нешто? Да, може, било што еве имавме и за ноќите на вештерките, црта Тоа на печурки. Тоа на зидот и плюс има од балони, може да направат како се вика тикви и да има лице на тиквата, насмеана. Материјали од каде? Од овде. Ние Има Да. задоволително материјал или Да. и со оглед на фактот што нели фломастери и такви работи потрошен материјал викаме, нели? Да, Меѓутоа сепак од има. овде се снабдуваме со тоа. Тикви не можеште да најдете, па моравте на бавони, така? Да. Добро, Ѓоко Мора да можеше да следиме посети некоја градска нива таму со тикви па да донесе. Имаше тука едно мало тиквиче, ама не знам кај замина. Да, некој го доне од дома. Имате ли во план, што знам, па сето тоа што на некој начин е уметничко, предпоставам дека еден ден може да прерасне во, што знам, уметничка изложба. Па можно е, ама се фокусирам на работите што ги работиме, да може голем дел од нив и со нив дома да си ги земат, например, бележичките да може да ги направат и после во иднина исто да може за нив и за другите да си направат белегзи. Предпоставам дека кога ќе дое март месец, оние мартинки. Да, ништо тие ќе чудно и правите. тоа обавезно ќе го направиме. Освен белегзи, вака од, јас што знам, да не тресам некоја зелена, од разноразен материјал да изработува, што знам, обетки, еве ланчиња, сега- приврзоци. Да, па и тоа еве за Нова година се обавезно ќе правиме лампиони на една од работилниците, тоа ми е во план. Од што материјал? Па не знам, ќе смислиме нешто што да биде нешто што може да го најдат дома, значи може буквално од хартија да биде. Да најдат начин да направат, не знам, ангелче или нешто, може најелка да го закачат. Украс. Ти приватно? Јас? Да. Прво година ученик во средно. Лично имам до сега една изложба самостојна држена, која сме од страна на уметност. Тоа беше, ако не се лажам, 2020 година летото. И онака ми е сега како хоби ми е, па во иднина планирам да почнам и јас А нешто средно професионално. си? Во кој средно? Добре Даскалов. Во Добре Даскалов. Тоа сакам да прашам, од каде поврзаноста сега, Кавадаречката гимназија со уметноста сега, уметноста те влече или? Ме влече многу уметноста и да не се случи ситуацијава со ковид и ќе бев во средно уметничко Скопје најверојатно. А сега сум природно математички смер во гимназија, што и математиката ме влече од друга страна и по... Па добро, после кога ќе испоиш информатика, математика и уметност,
ќе дојдеш нешто како Милан, графички дизајн и такви планирам и работи. нешто слично да бидем во идница. Добро, само да се здраво и жива, да Фала. ги учиш дечките на убави работи и се гледаме и ние за убави работи. Важи, супер, милми.